За Васко Недановски има што и да се кажува. Неговото име е зацртано кај многу муштерии, не само од македонско потекло, туку и пошироко, зашто за тоа зборуваат неговите дела. Добриот сервис во купопродажба на неподвижниот имот или бизнис, но исто така и реновирање на куќи, апартмани, офиси и слично, тоа е еден од резултатите за Васко Недановски, добие големо име како солиден real estate broker agent, а едни од многуте задоволни клиенти е и брачниот пар Ставре и Невена Костовски. И со право се да го пофалат овој наш македонец, зашто во него е дарбата од Бога што му ја дал, а и добриот однос со муштериите. Посебно при купување на куќи и слично, тој со својот тим полесно ќе ви овозможи да добиете моргич или кредит доколку ви е потребен. Затоа можеби во толку кратко време се проучува името на неговата фирма Недан Тим и воопшто неговото име меѓу жителите на Торонто и околината. Васко Недановски е и со харизма. Можеби, како што велат старите, неговата звезда му го отвора патот на неговиот живот, за да со помали препреки ги совладува проблемите. Недановски исто така е и со уметничка душа, така да во 2018 година со 65 деца и 2019 година со 120 деца успешно пред македонската публика се представи како организатор на детскиот концерт, што беше во врска со божичните празници. Пред да одиме да чуеме дел од тој концерт, да спомнам дека тој има давано и донации на сите македонски православни цркви во Торонто и околината, како и за други настани потреби, но не можам да не ги спомнам и сите медиуми овде од нашата комуна, каде без проблем веднаш излегува во пресред. Фирмата Недан Тим со Васко Недановски од ден на ден покажува видни успеси и резултати, но тоа е само благодарение на професионалната и искрена добронамерна работа, што е одлика во неговиот карактер на самиот Васко Недановски. Задоволен од работата, Васко нон-стоп е обседнат со мислите и желбите истовремено и за неговите деца Александар и Калина да ги изведе на добар пат кон кој со гордост гледа према нив, зашто за него тие негови деца се неговото богатство
неговиот живот. Затоа Васко Недановски е спремен како вистински татко да биде потпирач на сите нивни потреби. Васко Недановски сака да ве поздрави сите вас, почитувани слушатели, по повод празникот Свети Кирил и Методи и до целиот македонски народ, најблиски роднини, пријатели и муштери, како и денешниот празник Свети Никола со песната Наздрави за љубов. Сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, исприши ги солзите, кога иде крај насе, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави и на добрите нови. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Некој те разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре погледни. Има Господ гледа се и мисли добро за тебе. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш, ако не го живееш. Сите
Сите вие кои планирате да патувате за Македонија, а не сте вакцинирани, обавезно треба да направите одовде PCR тест, но можете да патувате само со турската авиокомпанија. Затоа би требало и да се јавите до нив за да ви одобрат, а пак за враќањето, било да сте вакцинирани или не, треба да пополните форма 24 часа пред патувањето, а би препорачала и да си направите, бидејќи е ефтино, PCR тест таму во Македонија. Јавете ни се за подетелни информации на 647-780-6549. Но помогнете и радиопрограмата Глас од Македонија, која веќе е 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози слично ќе бидат од голема помош за да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Телефонот е 647-780-6549. А емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber и самите всушност ќе ги добиете, ќе ја слушате цела емисија. Телефонот да го кажам уште еднаш 647-780-6549. Местото и градот на марката Volkswagen е едно, на 1997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Ова марка Volkswagen е загарантирана и позната на секаде во светот, посебно со квалитетниот сервис, затоа побарајте го Васил Кајчевски на 416-725-6335. Да одиме со блиц вестите. Бугарскиот председател Радев се уште не одговара на барањето на бугарскиот премиер Петков да го свика консултативниот совет за национална безбедност, на кој сите политички лидери и раководители на служби ќе разговараат за состојбата со преговорите меѓу Бугарија и Македонија. Единствено досега коментираше вице-премиерот Асен Василев, која поддржа идејата на Петков за свикување на Советот за национална безбедност, но како што рече, очекува на тој состанок да се потврди досегашната позиција на Бугарија, отколку да се разговара за кревање на ветото за Македонија. И Василев го потврди ставот на Петков дека владата нема да направи ништо врз основа на надворешен притисок и без длабока дискусија и потврден став на највисокото тело во бугарскиот парламент. Поранешниот македонски вице-премиер за европски прашања Васко Наумовски смета дека не треба премногу да се подгреваат надежите за зелено светло во јуни, иако вели дека евидентни се дипломатските напори на француското председателство преку еврокомесарот Вархеј, но и САД кој може да ги зголема шансите за некаков пробив следниве недели. Јас не бил преголем оптимист дека тоа може да се заврши и иако можни се некакви активности кои што можат да направат напредок, имено се по-ангажирана и американската дипломатија и еврокомисарот за проширување, како и они разговори кои што на билатерално ниво се одвиваат помеѓу нашите две министерства за надворешни работи. Во тој контекст, доколку се направи некаков договор, тој веројатно ќе вклучува вметнување на дел од бугарските барања во така наречената преговарачка рамка и на тој начин да се издействуваат оние европски гаранции за решавање на спорот што се барани од страна на официјална Софија. Умешноста на нашата дипломатија во тој контекст ќе биде да го формулира тоа на начин што нема да представува штета на нашиот национален интерес. Процесот на проширување на Европската Унија стана заложник на билатерални спорови, како случајот со Македонија и Бугарија, оценува Наумовски, а идеите кои доаѓаат од представници на земји членки на ЕУ, како таа на францускиот председател Макрон и председателот на Советот на ЕУ Шарл Мишел, за формирање на европска политичка заедница, која се толкува како резервна варијанта на Европската Унија, според него не треба веднаш да се отфрлаат. Од една страна, тоа би можело да значи разочарување за сите оние кои што очекуваа само полноправно членство и ништо друго, но од друга страна може да значи и дека во ситуација во која што не е можно започнување на преговорите, Европската Унија бара начин да ги задржи околу себе државите кандидати и оние држави кои што веројатно никогаш нема да станат членки на Европската Унија. Франција е актуелен председавач со Советот на Европа, а до крајот на незиното председателство планира да одржи конференција на Европската Унија за Западен Балкан.
Во понеделник во Скопје пристига црковна делегација на Српската православна црква, предводена од патриархот Порфирија. Но што може да се очекува од оваа посета, одговори денеска побара колешката Мирјана Давидовска. Имаме во живо во овие вести. Мирјана, големи се очекувањата на македонската црква, но и на верниците, но какви се реално можностите? Да, според аналитичарите, експертите кои ги контактиравме, ова би требало да биде уште поважен датум за Македонската православна црква, Охридска архиепископија, од онаа заедничка прва литургија на помирување што се случи пред 2 дена во Белград. Според нив не случајно е избран овој датум да заедно сослужуваат овде во соборниот храм за 24 мај за празникот Свети Кирил и Методи, бидејќи до тогаш според очекувањата треба да заврши саборот на СПЦ, на кој што владиците би требало да донесат предлог одлука, односно препорака, која ќе ја испратат до Вселенската патриаршија за конечно добивање на томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во продолжение, еве што велат аналитичарите. И до тогаш ќе биде завршен соборот на Српската православна црква и ќе се знае дали е донесена таквата одлука, а која сите во Македонија исчекуваме. Доколку патриархот Порфирije го објави таквиот предлог, тоа ќе значи дека меѓуцрковна доверба се зајакнува, тоа дека договорот се почитува и дека Македонската православна црква ќе го продолжи патот кон автокефалноста на кој следната станица ќе биде Вселенската патриаршија. Доколку пак српскиот патриарх со себе не носи таков еден предлог за македонска автокефалност, тогаш на некој начин ќе се подигне една неизвестност околу тоа кога тој предлог може да се исчекува. Односно, на некој начин ќе се подигнат сомнежите во постигнатиот договор. Во таков еден случај, мислам дека следниот термин за доставување на предлогот би бил идеален да се случи на 2 август оваа година, бидејќи тој е денот кога се удрени темелите на македонската државност и мислам дека заедничката литургија би требало да се одржи токму во манастирот Свети Прохор Пчински. Одговор ќе биде испратена препораката до Вселенската патриаршија од страна на Српската православна црква. Тогаш процесот би требало да се одвива многу побрзо, но она на што укажува Ѓорѓевски е македонските владици дека треба да внимаваат што точно ќе биде напишано во документот, односно во томосот. Во ситуација кога мајка црква се согласува, тогаш не гледам причина и другите православни цркви да се противат такво нешто. За овој предлог сигурен сум дека не треба консензус на сите православни цркви, што значи дека доколку некоја се противи на тоа, таа ќе остане осамена во тој поглед. Значи на потек ќе биде Вселенската патриаршија, а треба да потенцираме дека сепак и нашите достоинственици треба да видат внимателни што ќе биде напишано во томосот за автокефалност. Многу важно ќе биде како ќе биде дефинирано нашето име и како ќе биде дефинирана нашата јурисдикција и статусот епархиите на Македонската православна црква кои што сега се наоѓаат во странство. То мора да биде прецизно регулирано и да биде на обострано задоволство. Да, слушнавме што велат колегите новинари кои што се добри познавачи на односите помеѓу МПЦ и СПЦ. До овој момент имам само да потенцирам дека се уште немаше никаква официјална одлука од страна на Саборот на Српската православна црква, инаку литургијата, заедничката литургија со која што ќе чинелничествуваат српскиот патриарх Порфирije, кој што ќе ја предводи црковната делегација на СПЦ и архиепископот Охридски македонски господин Стефан ќе започне во 9 часот овде во соборниот храм на празникот Свети Кирил и Методи. Поканети се сите верници да присуствуваат на оваа литургија. Инаку во меѓувреме само да потенцираме дека потврдена исто така поканата од страна на синодот на МПЦ дека на 5 јуни на празникот 50-ница Духовден делегација црковна предводена од господин Стефан заминува во Цариград на заедничко сослужување со Вселенскиот патриарх.